Согласно со Законот за основно образование и Законот за просветна инспекција, во месец мај се врши упис на ученици во прво одделение за учебната 2017-2018 година во сите општински основни училишта. Запишувањето на учениците во прво одделение е задолжително за сите деца кои се родени од 1 јануари 2011 година до 31 декември 2012 година. Психологот Весна Димитриевска од Олизордомис вели дека подготовките за упис на првачињата се пред крај, испратени се покани на родители кои имаат деца за упис во прво одделение. Спремни се програмите, спремни се материјалите кои што ние ги користиме во стручна служба, тимовите, комисиите се спремни, така да чекаме да дојде 1 мај и да почнеме со упис на учениците. Според психолозите, за едно дете да сака да оди на училиште, потребно е најпрвин да го засака, а тоа ќе го постигнеме со добра подготовка и доколку му ги отстраниме сите предрасоти, доколку ги има стекнато до пред поаѓање на училиште, вели психологот, со тоа што ќе му влееме сигурност дека тоа оди на училиште да учи, да се усовршува и дека училиштето не е место каде што се смируваат лошите деца. Повеќето родители најчесто се под различни емоции, несигурни како нивното дете ќе го прифати училиштето. За да имате успешен почеток, потребно е да ја развиете љубовта на детето кон училиштето. Многу е битен разговорот со децата. Посебно во тој период пред почеток на одење во училиште, пред почеток тој летен период посебно, потребно е родителите повеќе да се дружат со своите деца, да поминуваат повеќе време со нив и да разговараат за училиштето. Може да разговараат со некои ученици кои што се од нивната блиска околина, ако доколку нема брат или сестра кои што одат во училиште. Понатаму може да разговараат за интересни случаи од нивното време кога тие оделе во училиште, убави интересни случаи од тој период. Понатаму може да се дојде во посета на училиштето, да се посети некоја учителка, некој одделение, да се разгледа училиштето, ние секогаш правиме отворен ден. Секојдневно одвојте доволно време за да седнете со вашето дете и поразговарате како му поминал училишниот ден и со интерес да го сослушате, советува психологот Весна. На тој начин детето ќе стекне впечаток дека училиштето е важно и треба да се свати сериозно.